Почитувани сограѓани, не сум изненаден што кандидатот за пратеник на ВМРО ДПМН Емиле Левков продолжува да ја лажа јавноста со неосновани напади кон мене. Левков нема аргументи за политички надпревар, па е свртен кон дискредитација на се што му пречи. На Левков му пречи, тој не може да поднесе ни еден успех и развој на Кочани. Докажува дека се плаши од секој реализиран проект. Преплашен е бидејќи во моментот само на Пониква се инвестираат 3,2 милиони евра, а во градот и селата се гради 41 улица. Како градоначалник на општина Кочани немам време да ја трошам енергијата на Миле Левков. Мојот фокус се граѓаните. Имам доволно обврски и огромна желба да ги решавам проблемите и да одговорам на потребите на граѓаните и во мојот мандат да оставам проекти чии придобивки ќе ги користат идните генерации. Од друга страна, сакам да истакнам дека кочанската јавност добро знае кој снима видеа. На тоа Левков секојдневно ги потсетува. Постојаното пласирање невистини и дезинформации Миле Левков го потврди и во пресконференцијата во која индиректно го напаѓа работењето на општина Кочани, искажувајќи влаги за потрошените средства преку Агенцијата за привремени вработувања. Кога говорат аргументите, а не Миле Левков, тоа изгледа вака. Во 2016 година општина Кочани за привремени вработувања потрошила 4.105.219 денари. Во 2020 година општина Кочани потрошила 507.000 денари. Во октомври 2017 година општина Кочани имала 9 вработени со времен ангажман. Денес општина Кочани има едно привремено вработено лице. Потврдивме дека работиме одговорно, честно и транспарентно. Граѓаните добро знаат кој како работи и каква етикета носи.